Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Слушнав една приказна за некој девојче кој внимателно штедело пари за да си купи нешто од продавницата за играчки. Кога собрала нешто парички, со низиниот татко отишле во продавницата за играчки. Таму, разгледувајќи ги играчките од најголеми до најмали, секој со своја убавина, погледот и панал на едни бели пластични бисери и знаела дека тоа е тоа што таа го сака. Веднаш си купила и своето мало богатство го однела дома за да се пофали на своето семејство. Таа била премногу горда на својот гердан. Неколку недели поред го носела секој ден. Низиниот татко тоа го видел како можност да ја научи да има доверба во него и еден ден тој ја прашал: "Мило, ке ми ги дадеш ли мене твоите бисери?" А таа му одговорила: "Не, тато, јас многу си ги сакам овие бисери. Не можам да ти ги дадам моите бисери." Низиниот татко не го спомнал бисерниот гердан неколку дена, а потоа повторно ја прашал: "Керкичке моја, дали имаш доверба во мене?" Таа му одговорила: "Да, тато, секако дека имам доверба во тебе." Потоа тој ја рекол: "Ке ми ги дадеш ли твоите бисери?" А девојчето одговорило: "Не, тато, не можам да ти ги дадам моите бисери." Поминале уште неколку дена и таткото по трет пат отишол кај својата керка и повторно ја прашал: "Дали имаш доверба во мене? Дали ке ми ги дадеш твоите бисери?" Конечно, со солзи во очите, девојчето безволно го извадила својот пластичен бисерен гердан и го дала на својот татко, велејки: "Еве, тато, може да ги земеш моите бисери." Таткото веднаш од својот джеб извадил мала сина кутија и ја подал на својата керка. Низините очи се отвориле широко, од возбуда отворила кутијата и внатре видела гердан од вистински бисери. Додека ја ги ставал бисерите на вратот, таткото и рекол на својата керка: "Јас го имав овој бисерен гердан уште кога прв пат те замолив да ми веруваш и се што требаше ти да направиш е да ми веруваш. Дали кај вас постои нешто за кое се држите и кое ве одвојува од најдоброто од Бога? Ако му верувате и се ослободите од она кое цврсто го задржувате за себе, тогаш слободно ќе може да се направи размена со Бога. Бог ќе ви го даде тоа што е во неговата рака за вас. Мир, сила, мудрост, милост и многу повеќе. Тој ќе ви го даде токму она што ви е потребно. Запомни, Бог те понесува на патот на верата. Биди отворен да ги видиш работите од нова перспектива. Не се утешувај со доброто затоа што Бог има многу повеќе. Тој го има најдоброто за тебе. Се што треба да направиш е да му веруваш на Бога. Postoji
umoran, ali ipak siguran u tvojim rukama. Svoju ljubav i tvoju zaštitu ja opet hrabro podižem glavu. Iza skupljenih ruku i spuštene glave zahvaljujem je, tek sada znam, znam da postojim zbog tebe. U srcu nosim pečat imena tvog, znam da postojim zbog tebe. Moja si snaga, moja radost, moj Bog, znam da postojim zbog tebe. U srcu nosim pečat imena tvog, znam da postojim zbog tebe. Moja si snaga, moja radost, moj Bog. Moja si snaga, moja radost, moj Bog. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов мирис. Како што маслото и мирисот го веселат срцето, така и сладоста на пријателот преку срдечен совет. Мудри изреки, глава 27, стих 9. Скоро секогаш кога одлучуваме да ги проучуваме нашите 5 сетила и да размислиме за нивната важност за нас, сетилата за вид и слух на некој начин ги ставаме на врвот од таа листа. Сетилата за допир, вкус и мирис како да заземаат пониско место и обично заклучуваме дека кога би требало да се откажеме од некое сетило, тогаш тоа би било сетилото за мирис. Всушност, ако му веруваме на сето она што го слушаме од рекламните агенции, би можеле да поверуваме дека со дезодоранс, намирисан и санитаризиран свет би бил идеален свет. Меѓутоа, воопшто не сме во право. Нашето сетило за мирис е неопходно, но исто така и многу чувствително сетило. Секој мирис, бил добар или лош, ќе избледи после неколку секунди, откако носот ја регистрирал првата силна импресија, а потоа ја потиснал во меморијата. Пораките што ги пренесуваат мирисите се деликатни, длабоки и краткотрајни. Стотици пати во текот на денот ние одговараме на различни мириси. Не привлекува мирисот на свежо печен леб во рерната, пријатниот мирис што по себе го остава убавата жена, свежината на чиста измиена кујна, мирисот на новиот автомобил кој што току излегол од производство. Меѓутоа, инстинктивно се повлекуваме по мирисите кои се шират од ѓубриштата, кои по себе го става творот или пред острите мириси на хемискиот отпад. Парфемите и козметичките средства се користат од најстари времиња со цел да привлечат внимание и да дадат чувство на задоволство. Од друга страна, супстанциите кои имаат лош мирис предизвикуваат одбивност и избегнување. Денес парфемите и лосионите за бричење се ставаат само после капење.
Меѓутоа, во старо време, во традиционалните европски земји, парфемите се користеле за да се покријат последиците од некапењето. Модерната козметичка индустрија нуди широк избор мириси, од ефтини хемиски парфеми до посебно скапи природни мириси. Овие последните обично се прават од природни супстанции. Најчесто се произведуваат во Франција од природни масла и од тони свежо цвеќе. Меѓутоа, Блискиот исток бил колевка на парфемите и многу арапски имиња се уште се задржале. Иако ние можеби сметаме дека знаеме се за козметиката во салоните на разубавување и во подготовките за свадбена свеченост, ништо од она што го знаеме не може да се спореди со настаните на дворот на царот Асвир. Во Естира, во втората глава, во 12 стих, вели: секоја девојка требаше да влезе кај царот, кога според уредбата за жените ќе дојдеше ред на неа, односно после 12 месеци, зашто тогаш завршуваше времето за нивното разубавување. 6 месеци со масло од смирна, а 6 месеци со миризлива смола и со други масти за женска нега. Сето тоа се случувало откако младата дама би ги поминала прелиминарните квалификации на изборот за мис. На ниту едно друго место во Библијата не наоѓаме толку детален и импресивен опис на подготовка за свадбена свеченост од она во Песна над песните, каде младата Сунамка со величествена придружба ја земаат од незиниот дом во Ливан и ја водат во Сион. Не само што е самата личност спремна, туку облаците на мирисот ја обкружуваат царската носилка на која таа седи. Во Песна над песните, во 3 и 6 стих читаме: која е она што доаѓа од пустината како столбови од дим, од кадењето на смирната и темјанот и нашите милно мирисни правови. Еден од основните символи со кои Христос се представува е оној како небесен младоженец. Тој ја љуби својата црква и секој поединец го привлекува со својата љубов и милост. Неговиот народ за возврат тежи поради него да го украси и да го направи поубав својот живот. Меѓутоа, ова величествена сензуална света сцена често е злоупотребувана. Пророците често ја користат сликата на блудници, кои користат козметички средства за да заведуваат. Со масло трчаш по царот, со многу миризливи масти, се жали пророкот Исаија во 57 глава во 9 стих. Мудриот човек го опоменува момчето да не се поведува по заводливите зборови на ваквите жени и да не ги слуша кога велат: својата постела ја намирисав со смирна, алој и канела. Дојди, ке се насладуваме со љубовта дури до зори. Дојди да се радуваме во милување, зашто маш ми не е дома, тој замина на долг пат. Мудри изреки, глава 7, стихови од 17 до 19. Поради своето идолопоклонство и прелюба, отпаднатиот Израел станал лош мирис за целата земја. Затоа пророк Исаја во 3 глава од својата книга во 23 стих вели: место благомириси смрдеш, место појаси јаже, место кадрави коси келавост, место раскошна облека врекиште, место убавина гнилеш. Лошиот мирис на смртта честопати е поврзан со отпаднатиот народ. Исаја 34 глава 3 стих, Јоил 2 глава 20 стих, Амос 4 глава 10 стих. Злоупотребата на светите дарови исто така создава одбојни мириси. Египтјаните со ужас гледале како нивниот прекрасен, животодавен Нил станува проклета река, исполнета со крв и со мртви риби. 2 Мојсеева, 7 глава, 18 стих. Во пустината, дури и маната, небесниот леб, се засмрдел и црвосал, кога непослушните луѓе се обидувале да им се спротивстават на Божите упатства. 2 Мојсеева, глава 16, стихови 20 и 24. Свесен за своите гревови и духовна пропаст, Давид паѓа пред Бога и вели: моите рани смрдат и гнојат заради мојата безумност. Псалм 38, стих 5. Правењето на мириси не било некоја обична професија во Израилот.
Само на посебно надарени луѓе им била доверена задачата да приготвуваат свето масло за помазание и мирисен кад. Тие требале да бидат направени, како што читаме во Библијата, чисти и со аптекарска вештина. 2 Мојсеева, глава 37, стих 29. Светото масло било направено од масло од смирна, цимет и миризлива трска или ароматична кна, ловор и маслиново масло. 2 Мојсеева, глава 30, стихови од 22 до 25. Фино иситнет и зачинет со сол, кадот бил направен од смирново масло и од билни смоли на халван и темјан. 2 Мојсеева, 30 глава, стихови 34, 35 и 36. Кога знаеме дека маслото и кадот во светилишните служби ги представувале светоста и молитвите на верниците, разбираме зошто Бог му ги дал на Мојсеја овие две посебни тајни формули за нивно приготвување. Бог исто така одредил и остри казни за секого кој би ги користел овие рецепти за своја лична домашна употреба. Ширењето на лош мирис може да биде и многу понижувачко. Кога синовите на Јаков сурово ги убиле сите жители на градот Сихем, нивниот стар татко рекол: "Ме воведовте во неприлика, правејќи ме замразен меѓу жителите на земјава." Еден друг превод вели: "Направивте моето име да смрди меѓу народите од оваа земја." 1 Мојсеева, глава 34, стих 30. За да го сочуваме добриот глас, за да бидеме привлечни и прифатени од луѓето околу нас, за да имаме секогаш пријатели, мора да се чуваме од лоши мириси. Но има нешто поважно од ова. Духовниот лош мирис или духовната смрдеа може да има вечни последици. Опишувајќи се себе си како величествен небесен цар, Исус вели дека тој не може да ги толерира нечистотијата, немарноста и неверноста. Се што е поврзано за него е свежо и чисто, и тој доаѓа како небесен младоженец, опишан во песна над песните. Меѓутоа, чувањето на мирисите, и материјалните и духовните, е чувствителна и деликатна работа. Мудриот човек Соломон во книгата Проповедник во 10 глава во 1 стих приметува: "Пцовисаната мува го засмрдува миризливото масло, а и малку лудост му ја расипува мудроста и честа на честниот." Затоа, расипаната храна, лекови и козметички средства мора да се фрлат. Нечистата облека и нечистите домови мора да се измјат и да се исчистат. Истото и со грешникот. Неговата служба на Бога и неговиот кад и мирисите што се воздигнуваат кон небото го навредуваат Бога, бидејќи шират мириси на горделивост, себичност и непослушност. Бог ужива единствено во благиот мирис на покајничките молитви на грешникот. Ние мора да бидеме измиени, а потоа помазани со навистина благопријатниот живот на Исуса Христа. Благ, сјаен и славен во се, тој е опеан во песната на невестата. Неговите образи се како леи со миризливи билки, како благомирисно цвеќе, устните му се лилјани од кои тече смирна. Песна над песните, глава 5, стих 13. Kroz sve oluje i sve teškoće mog života ja vidim tebe, moj dobri Bože, znam da čuješ molitvu i samo s tobom život je lakši. Ti si moja nada sva i zato tebi trenutak svaki sada dajem ja.
tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim Bože, nek je to želja jedina. Sa tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim Bože, nek je to želja jedina. Što je ostala, a onog dana, sjajnoga dana, kad u slavi dođeš ti, najljepšu pjesmu tebi, o Bože, daj da mogu pjevati, a sve do tada nek moja radost bude svjetlo drugima. I zato tebi trenutak svaki sada dajem ja. Sa tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim Bože, nek je to želja jedina. Sa tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim Bože, nek je to želja jedina. Što je ostala, Дојдовме до крајот на емисијата Радио Гласна Надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Radio Glasna Nadešta, ulica Vlaje, broj 42, Skopje. Možete da se javite i na telefon 077 819 828. Slušajte nepovtorno vo slednata prilika. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.